Поволната епидемиолошка состојба и топлото време овие денови создадоа услови да излезат децата на отворено и продолжат со своите летни игри. Но децата и бебињата се најосетливи на високите температури, особено деновиве во кои се најавени и до 40 степен. Сонченицата и топлотниот удар кај децата се доста зачестени во ваквиот период, велат педиатрите. Бебињата и децата се особено осетливи на топлина. Сонченицата е една состојба која се јавува како последица на прекумерна и долготрајна изложеност на висока температура, тоест на директни сончеви зраци. Најчестите симптоми на сонченицата се слабост, малаксаност, детето може да се пожави на вртоглавица, главоболка, може да се јави гадење и нагон за повраќање кај детето, зголемено потење, како и за црвената боја на кожата на лицето и телото. Во овие состојби се препорачува разладување на телото со помош на туширање со пријатна температура на водата. Се избегнува туширање со ладна вода, бидејќи ќе настапи шокова состојба за организмот, и постепено консумирање на поголема количина течност. Кога зборуваме за течност, во прв ред зборуваме за давање на вода. Топлотниот удар, од друга страна, е една акутна шокова состојба која настапува нагло, поради тоа што е нарушена терморегулацијата на организмот, тоест организмот не може да постигне состојба да се разлади. Симптомите што се алармантни при оваа состојба се појава на ладна и сува кожа, и покрај тоа што телесната температура ќе биде покачена, појава на плитко дишење, појава на нарушена свест и така натаму. Ова пак ќе повтораме една шокова, акутна состојба која бара соодветен и навремен преглед од страна на лекар. Деновите што се пред нас, секако дека треба да се искористат за престој на отворено, меѓутоа се разбира дека треба да се избегнува директна изложеност на сонце во периодот од денот кога УВ индексот е највисок. Да се избегнува директно изложување на сонце, особено од 11 до 17 часот, да се носи лесна облека, заштитни очила и капа, да се консумира лесна храна и пијалоци, да се избегнуваат термички подготвени производи и да се пие повеќе вода и сокови, апелираат педиатрите.